А последните минути од денешната емисија ќе ги посветиме на нејзиното височество книгата. Ова утро ќе промовираме нова книга на нашата гостинка Станка Бајлозова-Барламова. Станка, добро утро. Добро утро, Искра. Добро ни дојде, дури од Валандово. Ти благодарам. Прво, честитки за твојата нова книга, збирка раскази. Така. Второ, како си, ама не само како си денес, туку како се чувствува еден автор кога она што долго време го носел во себе, тлел во него, сега веќе го става на увид на јавноста на некој начин. Дали станува збор за возбуда, дали станува збор за олеснување, малку застрашувачки, дали е? Какво е чувството? Па би рекла дека е убаво, бидејќи уште од самиот старт кога еден автор почнува да пишува, мислам дека нормално дека се чувствува убаво. Инаку ако не се чувствува убаво, нели, зошто и би го правел тоа? И нормално дека целиот процес си носи адреналински, возбудливи и убави чувства. Мене секогаш ми некако пологично пред да проговориме за самата книга, да дадеме една мала забелешка за авторот. Ќе започнам со она што го пишува за тебе, нели, дека си родена во Валандово, имаш завршено македонски јазик и книжевност на филолошкиот факултет, нели, во Скопје. Освен тоа, во 2017 година мислам дека ја објавуваш твојата прва книга и денес работиш во Домот на култура. Да. Во Валандово, што мислам дека е едно убаво место за писател да работи, нели? Така. Во 2015 година јас дипломирав на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности под менторство на професорката Весна Мојсова-Чепишевска, која што воедно ја поздравувам во моментот, доколку не гледа. И јас ја поздравувам, да. Исто така. Во 2017 година од печат излезе мојата прва книга. Се работи за книга есеи и критики. Во 2021 година излезе нешто друго, мојата прва книга раскази, за еве сега во 2025 година да излезе мојата најнова книга, повторно раскази. Инаку да, работам и живеам во Валандово, работам во Центарот за култура во Валандово. Тоа е едно многу убаво место, каде што едноставно може да се твори, може да се создава и на тој начин преку културата да создаваме подобро општество и подобар свет воопшто. И на некој начин предпоставувам дека си еден од креаторите на културниот живот во Валандово, така? Па искрено јас сите настани таму се одржуваат, нели? Така, јас искрено се надевам дека ќе биде така. На тоа поле би била малку поскромна и би кажала, нели, дека се уште сум многу млада за да кажам дека сум еден од креаторите на културното поле во Валандово, меѓутоа се трудам да бидам еден од тие креатори и се надевам дека времето и годините ќе го покажат баш тоа што го велите сега вие во моментот. Како изгледа еден писателски ден на Станка? Имињата нема да ги повтораме, два ги научив, на Станка, така ги речем. Па Станка живее живот како и сите други нормални луѓе. Имам потреба да излезам на кафе со пријателите, да поминам време со сопругот, да гледаме филм, да отидеме на некое патување. И не значи, нели, дека Станка ако е писател, дека од секој ден, од утро до вечер, седнува пред листот и пред лаптопот и постојано пишува. Меѓутоа, кога доаѓам и влегувам во такви мигови да добивам инспирација за нешто, тогаш се случува еден период на инспирација која што трае. И тогаш започнувам да копам, да анализирам, да трагам по нешта кои што за мене се интригантни, интересни за анализа, нешта кои што ги воочувам во надворешната средина, во општеството што ме обкружува и нормално сето тоа помешано со мојата фикција и со мојата имагинација, се трудам да го преточам и да го претопам во приказна. Да, тоа е едно прашање кое што редовно им се поставува на сите писатели. Јас лично многу не го љубам, нели, во што наоѓаш инспирација, но еве малку да го преформулираме со оглед на тоа што секој еден човек различни работи забележува, да речеме, што е она што влегува во твојот фокус, па од таму понатаму да се изроди некој расказ, да речеме.
Па еве конкретно ако зборувам за последната моја книга, која што во текот на месец септември излезе од печат, би рекла дека во таа книга го вадам на површина сето она што сметам дека толпата сака да го потисне во својата интровертност, сето она што толпата сака и мисли дека може да го скрие, па врз основа на моето теоретско и реално животно искуство се трудам на некој начин да бидам некој кој што ќе чита психолошки кодови кои што можеби дел од мнозинството не успева да ги препознава. Колку јас сум успеала да ги препознавам тие работи, читателите сами ќе одлучат и ќе ги добијат тие одговори читајќи ја книгата. До последното, односно најновото дело од твоето писателско творење, кој момент би го издвоила вака за најзначаен? Има една многу интересна реченица која што вели се во свое време. И сметам дека се што сум сработила во даден момент си имало своја посебна особеност и свое посебно значење. Така, например, во 2017 година од печат излезе мојата прва книга, Студентски портрет. Веројатно првата никош нема се заборави, така? Така, можеби. И тоа баш беше нешто онака студентско, како што кажува и самиот наслов Студентски портрет, меѓутоа во тој момент тоа беше нешто доста значајно за мене. Можеби најзначајната работа во тој момент што сум ја направила. Во 2021 година од печат излезе мојата втора книга, Силуети, се работи за книга раскази. Тоа е мојата прва книга раскази и во тој момент навистина го имав повторно тоа чувство дека тоа е можеби најдоброто што сум го извадила од мене. Во 2023 година пак работев на истражувачки труд кој што беше посветен на музичкиот ансамбл Распеани Валандовчани. Се работи за монографијата 50 години Распеани Валандовчани. Тогаш кон крајот на таа 2023 година се случи една прекрасна промоција на монографијата која што ја направивме во фестивалската сала Јанко Узунов во Валандово и тој момент за мене навистина остави белег како во тој момент, во таа 2023 како нешто доста значајно и убаво. И еве сега во оваа 2025 година излегува Облогот. И целиот тој професионален животен пат кај секој човек, јас искрено го гледам како патека или скалило. Значи, ние постојано се стремиме да прогресираме, да... Важно нагоре да одат скалите, така е, да прогресираме, да напреднуваме и сметам дека можеби последното кое што еве го вадиме како творци на површина би требало можеби да е најдобро. И сега колку е тоа навистина најдобро ќе каже самата публика. Во секој случај тоа што е најново во моментот тоа сме ние. Горе-долу така некако ми доаѓа. Ајде, стигнавме до Облогот. Да. Зошто Облог? И каков Облог? Па, првиот расказ во книгата го носи насловот токму Облогот. Инаку самата книга брои внатре 22 приказни или 22 раскази, а инаку зошто Облогот? Бидејќи сите ние постојано низ текот на животот, можеби свесно или подсвесно, постојано се обложуваме на нешто. И некогаш сами со себе? Можеби, еве ги поставувам и тие прашања во книгата, дали можеби понекогаш дури подсвесно се коцкаме и се обложуваме дури и со суштинските работи во животот, кои што никогаш не би смееле, например, да ги ставиме на облог и на зар во животот, меѓутоа понекогаш поради икс околности, можеби несвесно го правиме тоа. Јас имам овде дел од рецензијата, веќе ја споменавме Весна Мојсова Чепишевска, еве да речеме таа од што има издвоено од Облогот. Сега не знам за кој расказ станува збор, но вели постојат книги кои што сами по себе инсистираат да ви го променат животот. И понатаму додава Мојсова, вели можеби токму Облогот е една таква книга. Ако е тоа книга која што може на читателот да му го промени животот, тогаш во кој правец? Па се трудам во моите книги
Мислам, морам прво да и се заблагодарам за прекрасните зборови на мојата професорка, која што... Има и уште други следат после, да, едно по едно. Така. Да. Морам да и кажам едно огромно благодарам за сите зборови кои што ги изнапиша во рецензијата и дел од таа рецензија се стои на задната корица од книгата. А инаку работам пред се на суштински теми во животот. Суштинските прашања во животот се она што најмногу ме интересира. И, значи, се ми го избегнуваш одговорот како ќе не промени, во кој правец ќе не го промени животот, затоа што некои можеби се плашат од тоа. Така, па можеби пронаоѓајќи одговори за сопствениот живот. Бидејќи мислам дека темите во облогот се доста разновидни и сметам дека на широко голем број од читателите можеби би се пронашле во книгата и за прашања за кои што немаат одговор, се надевам како писател дека ќе ги најдат во самата книга. Понатаму рецензентката вели дека ова се приказни кои што без никаков проблем ги надминуваат границите на македонскиот јазик и на македонската книжевност. Како реагираш на вакви пофални зборови? Па Што значи дека на некој начин ова веќе сме претесни за тебе, така некако му доаѓа? Па не би сакала така да се гледам, бидејќи пред се професорката ми е голем репер и голем пример во животот за мене, како треба да се работи честно, со голем труд, со голем ентузијазам и со голема одговорност кон работата. Меѓутоа, кога веќе решила нели да издвои такви зборови за книгата, само можам да кажам големо благодарам и навистина ми е многу драго што како нејзин студент ме гледа преку тој фокус и преку таа призма на нештата. И ова нешто уште што има напишано, што ќе треба малку да ни го подобјасниш, вели дека си ферментирала веќе. Па мислам дека сите луѓе ферментираат во даден момент и во дадена област во животот. Сите ние од ден на ден се трудиме да стануваме се подобри, можеби и не само на професионален план. Би рекла дека во животот едно од најважните нешта кон кои што треба да стремиме е да ферментираме и да стануваме се подобри луѓе, а доколку професорката смета нели дека сум ферментирала како Треба автор. да веруваме тогаш, така? Да, и јас би била нели искрено се надевам дека ферментирам и како човек и на некој начин со тоа што го правам придонесувам за подобро живење во општеството што не обкружува. Јас само да напоменам, не успеавме да споменеме дека книгата е секако во издание на издавачкиот Центар 3, секогаш кога ни гостува, дали станува збор за уредниците, дали станува збор за Милена, дали станува збор за авторите, редовно и гледачите добиваат на подарок една книга, така што првиот гледач или гледачка што ќе се вклучи во емисија ќе го добие облогот. Ајде малку за ликовите. Какви се тие? Ликовите мислам дека не се шаблонизирани ликови, не се тоа ликови кои што често се среќаваат во општеството и во околината. И најважното нешто што ми беше да го искажам како автор околу тие ликови е тоа што го спомнав и на почетокот, да го извадам на површина сето она што тие мислат дека го кријат. Особено голема мотивација во однос на ова пронајдов во дуализмот кој што постои во 21. век помеѓу нескладноста, помеѓу животот што луѓето го водат во реалноста и животот што го прикажуваат на социјалните мрежи. Сметам дека постојат голем број на лажни вредности кои што се прикажуваат на социјалните мрежи и таа беше мојата делумна мотивација за дел од расказите да кореспондираат во однос на ова што ви го кажувам сега во моментот. Предпоставувам дека веќе имаме гледач на линија. Добро утро, повелете, во програма сте? Добро утро, Сузана се јавува од Скопје. Да, нашата најредовна читателка, така, не само гледачка. Така е, исто, така е. Сузана, ви благодарам што се јавивте. Го слушате разговорот, предпоставувам, со Станка го пратевте, така. Колку практикувате раскази да читате, Станка?
Сузана, се извинувам, да. Искрено, значи, све читам. Буквално све. Се е убаво. Ова што го велат за оние кои што се подобро упатени во облакот, велат дека е доста реалистично, така што ќе треба на некој начин да си се соочиме со реалноста, сакале или не. Дали сте подготвени за такво нешто? Апсолутно. Одлично. Ви благодарам тогаш многу на јавувањето. Веќе си ја знаете и процедурата во книжарницата во Дебар Мало. Мислам дека така се договоривме. Таму веќе од денес ке може да си ја подигнете книгата. Околу ова реалистичност, дали токму тоа ти е всушност и целта малку да не подосвестиш? Па сметам дека едно од најважните прашања на кои што треба да одговори литературата е да ја прикажува реалноста онаква каква што е. И затоа сметам дека овие раскази на некој начин се живи и актуелни, бидејќи баш зборуваат за теми кои што се доста актуелни за времето во кое што живееме ние денеска. Поставувам прашања од типот за прашања за потребата од повисока машка афирмација, за нелојалноста кон домашната средина со изместени морални и етички вредности, за политиката како една од најбруталните и највалканите области воопшто, за потребата да се премине дури и преку трупови, да се поминат сите општествени и природни закони кои што воопшто се поставени, само и само човечкото суштество да почувствува екзалтираност и да се доведе себе си дека се чувствува нели до степен на божество, за миксот талок и врв во општеството. И ги поставувам прашањата дали воопшто пак се знае што е што, дали врвот е на вистина врвот или всушност е токму спротивното. Тоа се тие прашања кои што поради што сметам дека ќе ги направат расказите живи и актуелни. Мислам дека сосема доволно откривме, за останатото ќе мора да си ја земат враце книгата и да си ја прочитаат. Јас сакам да те запрашам за твоето искуство со издавачкиот центар 3, со оглед на тоа што нашето е многу добро. Какво е твоето искуство? Со издавачкиот центар 3 ние од неодамна започнавме со работка и навистина еден многу убав и коректен однос, едно многу убаво и коректно искуство. Сметам дека тоа се тим од луѓе кои што знаат да работат, тим од луѓе кои што навистина се нашле на вистинското место и вака како едно, пак ќе кажам, едно наше заедничко почетно искуство е ова. Имам такво чувство дека особено македонските писатели кои што работат со нив, мислам дека 3 им даваат повисока афирмација, за разлика од другите издавачки куки. Се извинувам за ова, меѓутоа морам да го кажам. И јас би апелирала... Без навреда. Така. И би апелирала останатите издавачки куки да го следат нивниот пример, бидејќи домашната книжевност и домашните писатели, она што го создаваат нашите книжевници е всушност темелот врз она што ќе ги градиме. Ние не ги цениме, кој ќе го прави тоа. Така. Станка, многу ти благодарам. Значи, не само што дојде во нашата утринска, што заедно со сопругот дојдовте до Скопје. Пред да се вратите, да те прашам дали планираш нешто да посетиш во нашиот град или веднаш сакаш да избегаш од него? Ама искрено, нели реалистично мора да биде. Така. Па, јас студирав 4 години во Скопје. И доста ти беше. Меѓутоа, сепак многу поугодно се чувствувам во мојата помала животна средина во Валандово, во едно чисто, мало и убаво градче. И не дека не ги сакам големите средини, сметам дека секој млад човек има потреба од урбана средина, имам потреба од културно забавен живот како и останатите други луѓе, меѓутоа предпочитам да си се повлечам во мојата оаза, а кога имам потреба да излезам од таму и да дојдам до Скопје, бидејќи сметам дека 150 километри не се апсолутно некоја посебна далечина, па така
можам да доаѓам и често. Многу убав и... дипломатски одговор ни даде. Ви благодарам. Ти благодарам тебе, ти посакувам среќен пат назад и ти посакувам уште веднаш да почнеш да твориш и да работиш на друго дело. Но Ви за тоа во благодарам. друга прилика, претпоставувам. Така да.